Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате: враќањето на животот во нормала и работата на индустријата ги покачува вредностите на PM10 честичките, велат експертите. Заменик министерот за образование Арафат Шабани го посети Гостивар. Ги повика просветните работници да се вакцинираат. Високите температури носат потенцијална опасност од појава на пожари. Надлежните со апел граѓаните да бидат внимателни. Аерозагадувањето кое е присутно деновиве во повеќе градови во земјата не е само поради пустинскиот ветер. Враќањето на животот во нормала и работата на индустријата ги покачува вредностите на PM10 честичките, велат експертите кои истакнуваат дека во комбинација со топлото време негативно ќе влијае врз здравјето на луѓето. Деновиве Тетово повторно е на листата на градови со високи вредности на PM10 честичките во воздухот. Познавачите на приликите како една од можните причини ја наведуваат топлата воздушна маса која носи прашина. Меѓутоа, дополнително аерозагадувањето се зголемува и со олабавувањето на рестриктивните мерки. Единствен бенефит од пандемијата од 2020 година па се до сега беше намалувањето на аерозагадувањето на територијата на општина Тетово, така да во просек за 30% се намалија вредностите, за да некаде од половина на месец јуни повторно се качија на просекот од 2019 година. Значи имаше зголемување на аерозагадување. Кога зборуваме за аерозагадување, мислиме пред се на PM10 честичките, и тоа се должеше на доаѓањето на така наречениот сахарски бран, кој донесе покрај многу висока температура, донесе и прав. Но не е само тоа причина за зголемувањето на аерозагадувањето. Знаете дека се ослободија мерките од COVID и почна градежништвото, почна работите во земјоделието, почна вообичаената човечка активност и сето тоа допринесува за зголемување на концентрацијата на PM10 честичките. Така да нема еден мозаик, колаж од причинители кои многу неповолно влијаат врз здравјето на населението. Како потенцијални поголеми загадувачи на воздухот се смета дека се индустриските погони. Од општината велат дека инспекцијските служби постојано ги контролираат фирмите кои имаат бедозволи. Значи ние ги контролираме бедозволите кои ги издаваме ние. Значи досега немаме, барем досега, некои пријави од типот на големи загадувачи од тој тип. Преку лето го немаме многу тој проблем, мора да признаваме, тоа ни се појавува повеќе во текот на зимскиот период. Фактички нормално дека ги инспектираме тие дозволи што ги издаваме ние. За ублажување на сегашната состојба од општина Тетово најавуваат дека ќе се врши почесто миење на улиците во градот, со оглед на тоа дека пустинскиот ветер, според податоците на Управата за хидрометеоролошки работи, може да потрае и во наредните денови. Сите показатели одат во правец дека од септември ќе почне настава со физичко присуство, изјави заменик министерот за образование Арафат Шабани при вчерашната посета на Гостивар. Тој ги повика просветните работници да се вакцинираат против коронавирусот. Се поизвестно е дека новата учебна година од септември ќе стартува со физичко присуство. Работните групи на надлежните министерства ги привршуваат протоколите, а во меѓувреме останува да се следи епидемиолошката состојба и да се врши имунизација на просветните работници. Вакцинацијата не е задолжителна, па офатот на вакцинирани наставници зависи од самите нив, како и од снабденоста на Министерството за здравство со вакцини, рече при вчерашната посета на Гостивар заменик министерот за образование Арафат Шабани и ги повика просветните работници да се пријават за вакцинација.
зависи од Министерството од здравство и како се снабдуваат со вакцините, но јас очекувам до почетокот на училишна година, до 1 септември, дека сите наставници ќе имаат вакцина и тоа зависи од свеста на населението и свеста на наставниците. Состојбата со коронавирусот е мирна, со мал број на нови случаи кои се спорадични, а болниците се ослободени од притисокот. Доколку сликата остане иста, сите ученици во септември ќе седнат во училишните клупи. Очекуваме и сите параметри ни наведуваат, не зависи од Министерството за образование, тоа од Комисијата за заразни болести, но ако оди со овој тренд моментално што имаме, ни дава поттик и мотивација, така што очекуваме од 1 септември да имаме настава со физичко присуство. Дај Боже да немаме некој друг пик, па да ги поремети сите планирани активности. Министерот за здравство Венко Филипче изјави дека протоколите кои се изработуваат предвидуваат физичко присуство на сите деца во наставата. Офатени се мерки како дезинфекција, често проветрување на училниците, да нема мешање на класовите и друго. Според најавите, целосните протоколи ќе бидат завршени за 2 недели. На инфективното оделение во Гостивар моментално нема хоспитализирани болни со COVID. Последната пациентка по направен тест со негативен резултат вчера била префрлена за натамошен третман на интерното оделение. Инфективно сепак продолжува да функционира како COVID центар, додека не се донесе поинаква одлука од По година и половина за прв пат инфективното оделение во Гостиварската болница остана без хоспитализирани COVID болни. Последната пациентка по направен тест со негативен резултат вчера била префрлена за натамошно лекување на интерното одделение. Инфективно сепак продолжува да функционира како COVID центар, додека не се донесе поинаква одлука од Министерството за здравство. За сега останатите пациенти кои најчесто се со цревни инфекции се третираат само амбулантски. Нашето одделение се уште се води како COVID центар, се додека не каже државата, односно Министерството за здравство дека се укинува, тогаш ние ќе прифатиме и други пациенти за да примаме. Ние имаме стручен колегиум пред 3-4 дена и се договориме, значи, тие пациенти да се третираат кај нас амбулантски. Амбулантски ние сега ги третираме само цревните, најчесто цревните инфекции, бидејќи сега се актуелни тие гастроинтестинални инфекции со проливи, повраќања, грчеви во стомакот, малаксаност, некои со покачена температура. Регионот на Гостивар е со само 7 активно заразени со коронавирус. Изминатата недела имаше само еден нов случај, додека нови приеми на инфективно немало 2 недели. Со COVID нема, али за другите случаи, кога ќе каже дека се укинува COVID центар да бидиме, тогаш нема проблем. Ние што мислиме дека треба да ги примеме, да ги хоспитализираме, ние затоа сме тука. Од првиот регистриран случај на COVID во Гостивар во март лани, досега на инфективно одделение биле хоспитализирани над 700 лица. Амбулантна терапија и помош им била пружена на повеќе од 4800 пациенти. Привршува реконструкцијата на улицата Ѓоце Стојчевски, а од понеделник се очекува да започнат и активностите за обнова на улицата Гоце Делчев во Тетово. Во завршна фаза се активностите за реконструкција на улицата Ѓоце Стојчевски во Тетово. Увид во активностите на терен денес изврши градоначалничката Теута Арифи. Веќе стигнавме до фазата на асфалтирање на улицата Гоце Стојчевски. Тоа е една од улиците што иде со проектите кои ние ги конкуриравме, се пријавивме во повикот на Светска банка преку Министерството за транспорт и врски и успеавме да се квалификуваме со овие две улици, Гоце Стојчевски и Гоце Делчев, значи со првиот лот. Овде инвестицијата е заедничка, значи 7 милиони денари се инвестиции на Светска банка, додека 5 милиони денари се инвестиции на општина Тетово. Од наша страна е направена, значи, комплетно нова атмосферска канализација. Испадна дека треба да се комплетно реконструира или да не кажам се направи нова фекална канализација која ја направивме. Значи делот на зеленилото каде што уште се работи
работи и исто така тротуарите и осветлувањето, додека делот со асфалтирањето, подземното поставување на асфалтот, сите нивоа на асфалтирањето се со програмата на Светска банка. Викендов ќе започнат и подготвителните активности за реконструкција на улицата Гоце Делчев. Значи и таму ќе се работи на сите нивоа. Ние како општина исто така презедовме обврска целата подземна инфраструктура да ја работиме, што фали значи да се прави нова и на крајот значи како на истиот систем да се асфалтира. Од општината известуваат дека се завршени активностите за изградба на фекална и атмосферска канализација во трите улици од Горна Чаршија. Станува збор за инвестиција од 5 милиони денари, а подолгогодишно барање на жителите од оваа населба. Зголемувањето на температурите носи потенцијална опасност од настанување пожари. Надлежните со апел до граѓаните да бидат внимателни, бидејќи намерното предизвикување шумски пожар, но и од невнимание е казниво со закон. Високите температури се потенцијална опасност за настанување пожари. Тетовската територијална противпожарна единица е подготвена за престојниот период, во кој се очекува поголем број на интервенции. Истовремено апелира до граѓаните да бидат постојано внимателни ако се движат или работат на нивите и низ шумите, да не ги палат отпадоците, меѓите и стрништата на нивите, со цел да се избегне појава на пожари, кои што во летниот период потешко може да се локализираат. Пред се би рекол дека секогаш ние пред секоја сезона апелираме до нашите граѓани да бидат внимателни многу, бидејќи у секој момент на овие високи температури, значи постои голема опасност да се појави пожар, но тој пожар на овие високи температури, значи тешко е да се става во контрола, бидејќи температурите помагат за пожарот да се расшири и пламените јазици да се прошират и да опфаќат и поголема површина или па да не речем објект. Од наша страна се преземени сите мерки за ова лето да го пројдеме без пожари, без последици. Од полицијата пак потсетуваа дека предизвикувањето на шумски пожари, намерно или од невнимание, представува кривично дело, кое се санкционира со соодветни поднесоци и за кое е предвидена и затворска казна до 8 години, зависно од видот на пожарот и другите околности и последици. Пожари во Тетово и Тетовско, како и во гостиварските села, биле пријавени во СВР Тетово вчера и денеска наутро. Во продолжение слушнете ги останатите детали од полицискиот билтен. Во текот на вчерашниот ден на 8 лица од Тетово и 7 лица од Гостивар изготвени им се соодветни поднесоци за неносење заштита на лицето. Ноќеска околу 1 часот на улица Илинденска во Тетово, полициски службеници лишиле од слобода 18-годишна жителка на Тетовско Добарце, затоа што при преглед и била пронајдена марихуана. Таа е задржана во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе биде изготвен соодветен поднесок. Ноќеска 50 на минути по полноќ на крстосницата на улиците Благоја Тоска и 29 ноември во Тетово, полициски службеници привеле 19-годишникот Тетовска Барвеница, кој агресивно се однесувал кон полициски службеници, кои вршеле службени дејствија и одбивал да се алкотестира. Се расчистува и документира случајот и против него ќе следува поднесок. Вчера и денеска во периодот од 8 до 3 часот и 30 минути во СВР Тетово пријавено е дека настанале пожари во Тетово, во тетовските села Боговиње и Челопек, гостиварските села Зубовце, Врањовце и покрај локалниот пат Врапчиште Пожаране. Во нив биле опожарени бараки, депонија со отпадоци, шума и 3 стари објекти плевни во Зубовце, Челопек и Врањовце. Сите пожари се целосно изгаснати, нема повредени лица и причината е само материјална штета. Извршени се или во текот на денот ќе се извршат увиди. Спроведена акциска контрола за брзината со која се движат возилата во Тетово. Санкционирани биле 69 возачи.
На подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово вчера од 8 до 14 часот спроведена е акцијска контрола за брзина со која се движат возилата, во која вкупно биле откриени 69 возила, 39 од Тетово и 30 од Гостивар, кои ја пречекориле максимално дозволената брзина надвор од населено место. 15 возачи ја пречекориле брзината за повеќе од 70 км на час, 7 во Тетово и 8 во Гостивар. Сите прекршители се соодветно законски санкционирани. Покрај нив санкционирани се и 6 возачи од Тетово кои ја пречекориле брзината во населено место за повеќе од 30 до 50 км на час над дозволената. Вчера вечер нова подрачје спроведена и акцијска контрола за алкохол во која биле откриени и санкционирани 7 возачи од Тетово кои ги управувале возилата под дејство на алкохол. Сите се исклучени од сообраќај и времено им се одземени возачките дозволи. Во акцијата исто така санкционирани биле и 9 други видови прекршоци, 4 во Тетово и 5 во Гостивар. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието и пријатно.